Во Вадис. Драги мои пријатели и пријателки, можам во неколку минути да ви кажам што моментално се случува на светската сцена. Имено, од првата и главна работа е дека едно од најратоборните антируски земји на светот, не се американците, туку британците, не одобри употреба на ракети со далечен дострел за напад на Русија. Нормално, не дозволи на Украина да ги употребува. Ова е доста значајно, иако е вест од една реченица и нема многу објаснувања, но може да ви даде доста вака една форма за што се работи. Имено доаѓа зима, украинците не се спремни за уште една зима да издржат на фронт, и кај русите не е весела работата во смисла не дека Русија не може или нема сила. Едноставно треба цивилното население да се шифта. Значи, оние кои беа расположени да служат, да бидат професионални војници, да идат на фронтот, да не се покренува сеопшта мобилизација за спас на Русија, туку да се војува контролирано. Русија не сака да си го разруши општеството, да ги стави во една таква ситуација, во воена, ментална воена состојба своето население. Но има други земји кои се волни навистина да учествуваат во тоа и најверојатно дека имаат некаков интерес, дали во фосилни горива или некаков друг лукративен, можеби и политички секако, а тоа е Северна Кореја, која испрати своји сили кои ќе се борат на фронтот. Ова е доста интересно, затоа што, нели, ако некој се вџашува, од друга страна треба да се сетите дека французи, британци, финци и легијата на странците и уште многу кучиња на војната учествуваа во Украина во војна против Русија, што тогаш ја спречува Русија да употреби виз верса. Северна Кореја па дополнително ја напнува ситуацијата во тој регион, а Кина молкум и дава изјава дека двете Кини ќе се обединат. Втората Кина е Тајван. И се во ова во едно премрежие на напнување, на стегање, но да се вратиме на американските избори и да се вратиме на најновите рейтинзи. Најновите рейтинзи, која ќе ги видите од CNN и сите оние медиумски поддржувачи на Камала, на демократите, на Сорос и од длабоката држава, се добива впечаток исто како Спасов кај нас, кога пред избори викаше дека СДСМ растура, па енеги мјаукаат како мачиња изгладнети пред собрание. Едва и ги има, шака јада. Тоа е, навистина, има една прелес каде што кога лажеш за рейтинзи, они се убедени дека со лагите, зборам сите тие што лажат за рейтинзи, не само као Спасов е ноторен, он си е платен за тоа, он за 6 живота им наплати, он е еден од тие кои по нарачка и како сакате, колку проценти, то нема проблем и така натаму. Не дека и другата страна нема, но има понекогаш и оние реални и секогаш треба во средина да ги најдеш. Имено, знаете, Blue State, Red State, кој е за Камала и демократите, кој е за Трамп, Волц, Елон Маск, Кенеди. Тоа е другата страна која многу, вака, морам да кажам лично, импресивно делува кој застана за нив. Иако, нели, зад овие се медиумите, се она што е ЛГБТ, Сорос, сите они организации и секако 20 милиона илегални имигранти кои се примени само заради една работа, да гласаат на следниви избори и да гласаат за демократите. Бидејќи демократите немаат поддршка од американскиот народ. Тој им е проблемот. И нив им е потребно да увезат народ за да има за гласање за нив. Ако ова успее,
Зошто утре СДСМ да не го направи истото или некоја друга лева СДСМ проориентирана или левичарски ориентирана партија како демокративе да го направи истото. Веќе се прави во Европа, иако па отпорот расте. И сега во цела заврзлава, сакам само да финиширам додека размислуваме што она ќе се случи, а за пар недели започнуваат изборите и ќе бидат највозбудливите избори во историја на Америка, но и во историја на човештвото, затоа што битката за демократија, сори дечки, вие не ја водите. Овде не ја водиме. Овдека ние победивме и тоа е добро, но многу сме локално, многу сме слаби. Абе со бугарите не можеме да излеземе на крај. Да идеш да си пукаш. Џабе ни е се и книги и докажување, едноставно силата е на нивна страна, џабе ни се пресуди од Хаг, џабе е се историски што е на наша страна, но на наша страна ќе биде ако попушти притисокот кој им се дава, а очигледно дека, ја искрено мислам дека бугарите трпат сериозен притисок затоа што да не трпеа, они да попуштат спрема Македонија, а не попуштат. Они мислат ке тераат инат како што Грција тераше инат со Америка и со Буш 2008 година Македонија да не се прими во НАТО. Но еве ги, колку години поред не можат влада да направат. Знаете што значи тоа? Нефункционална држава. Они функционираат проформа, не можат рационални потези да се направат иако живеат на цицка на Европската Унија и сето тоа. Додека Македонија, покрај тоа што доби заем од Унгарија од пола милиарда, и тоа се европски пари, не се од Кина или Русија, како што сакаат да излажат овде, и Европската Унија конечно донесе одлука за одобрување 6 милиарди за прогресивни, напредни, реформски проекти во Македонија. 6 милиарди. Секако не идат сите за Македонија, идат за регионот, но не може да ја пренебегнат. И така да огромни средства ќе легнат во Македонија и затоа е добро, и затоа и вистина кога вика новава власт овде, добри работи ќе се случуваат во Македонија. Зашто? Затоа што проекти, сега, проекти и пари. За да ги добиеш парите, треба да го завршиш проектот. Европската Унија овие 6 милиарди ќе му ги даде било кој ќе ги заврши проектите кои се одобрени. А тоа се коридори, автопатишта и така натаму и така натаму. Додека овие стоеа со велце, конушчињата на секаде, а ништо не се правеше, како што си лапаа, си крадеа, им се додворуваа на дуи, затоа што во Македонија се сметаше, дури и Груевски го правеше тоа, да не се лажеме. Груевски го правеше тоа, на власт се останува само ако дуи тие позади грб. Нече мочи више ове ночи, у самочи, нико нече дочи, што викаат французите. Но финалето на мојава тирада, драги мои, кво вадис каде одиме, се ежам од убавина. Среќен сум што живеам и што дочекав уште еден роден ден. Во вакво време, иако би сакал да ја видам иднината како Blade Runner или Петиот елемент, но многу ми беше драго. Јас знам дека има и многу други причини зошто, но Елон Маск вчера последниве 24 часа го направи следното. Сакам да ве натерам да погуглате, да видите и да размислите малце што е оваа порака, што се случува. За тоа што го прави Елон Маск, не лично он, туку технолошки човештвото што го прави, како што некогаш Тесла го правил, Едисон го правил, Форд го правил, така и сега имаме повторно човек кој прави исчекор, како што Джеймс Кук го прави, како што Apple и Стив Джобс го правеа. Тоа се работи кои донесоа тектонски поместувања во одредени сфери, особено во технолошката. Имено, првиот хуманоиден робот кој многу наликува на филмот Ај робот со Вил Смит е презентиран, се вика Optimus, не случајно спрема трансформерите, но Optimus fully functional, го пуштија меѓу луѓе, комуницираше, разговараше, иако се уште нема потврда дека е тоа вештачката интелигенција на роботот, туку дека позади тоа стоеле луѓе кои комуницирале two-way, но сепак и да стоел Јанко позади со микрофон и гледал и така комуницирал со роботите идеа, се движеа, комуницираа и така натаму и така натаму.
голема работа. Светов останува без деца. До 2020, 30, 40 година 8 од 10 мажи ќе бидат стерилни. Роботите се повеќе од потребни да им бидат на луѓето неиспомош. Знаете ли дека веќе нема кој да чува стари лица? Нема кој да им помогне. И Оптимус е клучна работа. Втора работа, едно од најпотребните работи, а тоа е бидејќи се помалку има работна сила, таксисти нема. Коли има, ама таксисти нема. Луѓе веќе неќе да работат, а и тие што сакаат такси да користат, веќе име траума да седнат и да ги слушаат шизофрениите и лудилата на секој возач, нели? Не дека и патниците се нешто подобри, ама човек веќе не може. Така што мора да се еволуира во тоа. Ако следевте, Елон Маск своите електрични автомобили се повеќе и повеќе развиваше автономно возење. Што значи автономно возење? Тоа значи дека можеш да седнеш во автомобилот, да го возиш ти, во даден момент си уморен и оставаш автомобилот да те вози. Ние можеби ги немаме тие проблеми каде што ние што користиме или идеме пешки со автобус, помалку со коли, бидејќи тука ни е некаде. Но во светот секаде, например во Европа, па дневно поминуваат 20 до 40 километри, 20 до 40 километри до работа и назад. Знаете ова што ќе им значи автономно? Значи, не е ни важно дали е електричен автомобил или е, не знам, на атомски погон. Важно е некој да ти помага во возењето, да одмориш. Ние сме исцрпени, ние сме измачени. И он го извади покрај ова што овие купуваат коли. Оние што ќе користат такси, ќе може да користат автономно такси, значи без шофер, си го повекуваш како Uber, доаѓа, седнуваш, ставаш картицата, те носи thank you and fuck you. Трета работа, автобусот, автономен автобус. Значи, користење на јавен превоз. Знаете дека ги копа и оние супер брзи тунели низ големите градови, каде што, бидејќи сообраќајот, во Скопје заглавуваме, во Битола заглавуваш, во Велес заглавуваш, во сообраќај можете да замислите што е во големите градови. Значи, ваков автобус, па не ти се седнуе ни у кола, па ни у такси. Вака седнуеш у автобус, убав луксузен, и повторно наликува на автомобилот на Алекс Пројас, режисерот Алекс Пројас, кој се побуни, вика да ми го вратиш дизајнот, му побара на Елон Маск, кој многу наликува токму на од филмот Јас робот со Вил Смит, иако мене повеќе ми наликува од Blade Runner 2049, оние возила кои ги чистеа улиците, така малку пирамидални, високи возила за тесни улици. Седно, и големото финале, најголемата порака за надеж на човештвото, која ни ја каже уште Стивен Кинг. Јас сум голем верник, но јас искрено верувам во науката, бидејќи науката е наука за осознавање на природата. Природата е дело Божје. Јас сакам да ја осознам. Религијата ми дава духот, душевното, љубовта, интимното, мојата прелест, моето созерцание, но технологијата ме интересира затоа што ми го открива светот. Ме ставил во овој прекрасен универзум, ме создал Господ. Сакам да ги дознам сите молекули, сите честички, сите кванти, што значи, каква е креацијата, така го осознавам Бог. Но, да се вратам малце попрактично. Старшип е најголемиот брод направен во историјата на човештвото. Огромен брод. И тој се користи, сега ова вие све што го изговарам, ќе си го сурфате, ја можам да ви пуштам. Неќам да ви пуштам видеа, да ве хранам, сакам малце да го употребите мозокот, да кликнете, да побарате. Поинтересно е, повеќе ќе разберете одошто да ви сервирам се. Значи, лансерна рампа која има буквално едни-две вакви раце. Го праќа бродот горе, горниот дел од бродот продолжува во орбита, на месечина, на Марс, каде и да е. Ама вториот дел, бустерот, обично паѓаше и пропаѓаше. Овој се враќа и слетува. Не како оние што слетуваа на платформа, ова е многу поголемо. Туку на огромна платформа, на лансерна рампа, која има две раце и слетуе на неа вак, како крст. Неверојатно. Што значи тоа? Тоа значи дека многу
počesto i сега, нели, кога ќе испратиш една ракета, па ќе падне ова, па додека направиш нова или ја обновиш старата, тоа време, он сака 50, минимум 50 во старт да има лансирање годишно, а тоа ќе значи многу лесно дотур на материјали за базите на месечината, или сега влегуваме во првата четврта година, бидејќи на 4 години Марс е во добра корелација да може да се патува од Земја кон Марс. Тоа е движењето на планетите, не можеш кога сакаш да тргнеш, можеш, ама ќе ти трае 3-4 пати подолго. Така што, кога планетите, и тоа не во иста линија, туку кога е планетата вака, ти тргнеш вака и она доаѓа за многу поправ пат и пократко време стигнуваш до Марс. До Марс треба да испратиме. Тој горниот дел од Старшип, тоа ќе биде модул и тоа ќе биде, самиот модул ќе биде зграда која ќе се живее. Значи треба да слета меко, таму ќе живеат луѓето, таму ќе живеат научниците, тие што ќе отидат нема враќање назад и тие се подготвени. Тоа се идните пионери, како што некогаш ја освојувале Австралија, како што ја освојувале Америка, Јужна Америка, така пионерите ќе го освојуваат и светот, бидејќи Стивен Хокинг рече, ако сака да обстане човештвото, тоа мора да излезе надвор од нашата планета. И да ви кажем, колку и да сте религиозни, а не сте порелигиозни од мене, не ни е забрането. Не ни е даден светот само како една тесна школка. Даден ни е цел универзум. Даден ни е цел универзум. И дали има живот во универзумот? Има. Ние сме. Не. Чекате елиене од вамо, од тамо, ово. Не. Ние сме семето. Ние сме панспермијата која ќе се населиме насекаде на универзумот. Универзумот ќе се трансформира, нема да се уништи, апокалипсисот ќе биде премин, пасха, и кога ние и духовно, материјално, бидејќи не само духовно, туку и материјално ќе се промениме, ако стануваме во љубов, ако стануваме во интелект, бидејќи човек кој интелектуално се развива и духовно се развива, тој се вознесува, тој може да живее и на двата света и ќе живее еден ден и на овој минлив и трул и во идниот, а нашите светители тоа го покажа. Многу конфузно, многу карма каша направив, но убави работи. Кво вадис? На добар пат сме.